Драматичниот крај на полувековното владење на семејството Асад над Сирија означува голема промена во рамнотежата на силите во регионот, со Турција како главен поддржувач на некои од бунтовниците кои го соборија Башар ал-Асад. Турција се појавува како јасен победник. Иран дефинитивно е губитник. Русија исто така е ставена настрана. Додека бунтовничката група, поддржана од Турција, Сириската национална армија, формално позната како Слободна сириска армија, одигра клучна улога во соборувањето на Асад, радикалната исламистичка група Хајат Тахир ал-Шам беше таа што ја предводеше офанзивата и аналитичарите велат дека ќе предизвика вознемиреност во Анкара во врска со иднината на Сирија. Се плашам дека Турција ја изгуби контролата. Тоа е проблемот. Турција не може да ги контролира бидејќи не постои само слободна сириска армија. Има многу други радикални групи. И кој е тој што нив ќе ги спречи? Турција не може, а тоа е голем проблем. Турција со години даваше поддршка и заштита на регионот Идлиб, каде што беше сместена групата Хајат Тахир ал-Шам, и аналитичарите сугерираат дека Анкара би можела да задржи значително влијание, доколку се почитуваат неодамнешните изјави на раководството на групата Хајат Тахир ал-Шам, кои повикуваат на инклузивна сириска влада. Ако преовладува прагматизмот, тоа е можеби местото каде што Турција и Анкара можат да влезат. А исто така, Анкара дефинитивно ќе биде гледана како позитивен надворешен придонесувач од овие нови сириски владетели, поради фактот што ние овде во Турција сме домаќини на над 5 милиони сирици и дека исто така Турција помогна да се заштити Идлиб. Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан, обраќајќи се на меѓународната конференција во Доха, вели дека Турција е посветена да помогне во обезбедувањето на политички инклузивна нова Сирија. Стабилна Сирија е исто така клуч за целта на Анкара да испрати дома милиони сириски бегалци кои сега живеат во Турција, затоа што незадоволството кај јавноста поради нивното присуство постојано расте. Аналитичарите велат дека зајакнатата позиција на Турција внатре во незините граници ја прави Анкара уште поважен посредник за Соединетите држави и администрацијата на Трамп. Администрацијата на Трамп можеби би ја сметала Турција за важен стратешки партнер, што треба да се задржи овде, иако не се заинтересирани толку за сојузи и партнери. Но тие би можеле да ја турнат целата оваа работа на Турција за преговори со Хајат Тахир ал-Шам. Сите знаци укажуваат на тоа дека Турција се појавува како победник додека сириците го слават соборувањето на Башар ал-Асад и крајот на полициската држава, која започна пред повеќе од 50 години со неговиот татко Хафез ал-Асад. Но ненадејната пропаст на режимот нагласува колку брзо надежта може да се промени во регионот, а иднината на Сирија и улогата на Турција во неа денес се понеизвестни од кога било.